Добар ден! 14-то издание на емисијата Гарден клуб Градини. Следете не! При планирање и обликување на градината голема улога играат и површините, патеките и промените на нивоата. Тревниците не секогаш се во посакуваната состојба. Прашањето е дали тие се засејани со квалитетна трева и дали се без плевел. Градина без тревник делува како да и недостасува спокојство. Без мирувачка зелена површина, градината често го буди чувството дека станува збор за трескава и претерана грижа за деталите. Дури ни поголема површина што е покриена со чакал или е поплочена, не може да го замени спокојниот и смирувачки впечаток што го остава тревата. Контревникот мора да има соодветен приод не само за пешаците, туку и за косилка, за рачна или за друг вид количка. Треба да се води сметка за тоа каде ќе се однесе покосената трева. Кога се сака со трева да се замени некоја крута површина што служи за премин низ градината, се препорачува на едната страна да се остави тенка поплочена патека што ќе послужи за премин кога времето е лошо. Дури и релативно мала тревна површина е вистинско сценографско опкружување, бидејќи овозможува отворен поглед врз живописната заднина. Оваа улога на тревникот е толку важна што е оправдано дури и отстранување или намалување на бројот на постојните леи, за да се добие доволно простор за трева. Дали се патеките во добра состојба и дали се доволно широки за непречено поминување? Патеките треба да ги следат најлогичните и најживописните насоки. Секогаш сетете се дека во градината убавината треба да биде на прво место, па затоа одбегнувајте така наречен ефект на шпагети, што ќе го направат премногу патеки и патчиња. Патеките од чакал се поевтини и се помеки за око од поплочените, особено кога се кривулести, а и подобро ќе се приспособат на свиоците, отколку патеките направени од материјали со остри и рамни рабови. Добро подготвената подлога од набиени камења ќе овозможи добра дренажа и еднолична површина, која подолго време ќе задржи својата форма. Патеките мораат да бидат доволно широки за да можат да шетаат две лица едно до друго. Широчината би требало да биде доволна за поминување на помало возило и приколка.
дизајн. Изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D. Одгледува украсни билки, хортикултурно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини. Поставува системи за наводнување, мануелни и автоматски. Уредува и одржува канцелариски простории. Расадникот се наоѓа на патот кон селото Бардовци. Од 27 август до 1 септември традиционално по седми пат кинолошка недела во Охрид. 3 меѓународни и 12 национални изложби за сите раси на кучиња. Можност да се освои титулата национален и млад шампион во убавина на сите држави учесници. За македонските излагачи промотивна цена од 1200 денари. Информации на 30 85 860 или посетете ја веб страната на ksm.org.mk. Вистинско решение за вашите стари кородирани оџаци е трокомпонентниот систем на ojak.com.mk. Содржи огноотпорна и киселотпорна цевка, изолација од камена волна и надворешен термостабилен блок. Локација булевар Србија после надвозникот. Банеста, генерален застапник на Палаплас Грција, со најголем избор на делови за системи за наводнување капка по капка од програмите на реномираните брендови Рейнбирд, Хунтер, Галкон и други. Телефон 070 230 987. Алојс фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Собственици на убавите градини, пред да ја видите најавата за учество за избор на најубава градина, што да ви кажам, пријавете се за учество на најубава градина во серијалот Гарден клуб на Телма телевизија. Емисијата Гарден клуб Градини објавува надпревар најубава градина 2012. Сите заинтересирани собственици на градини можат да се пријавуваат на телефоните 070 679 070 и 072 303 576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната во месец октомври ќе бидат одбрани трите најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следат и богати награди. Пријавете се за најубава градина 2012. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Во денешната емисија ќе ви ја представиме градината на семејството Начаски. Градината е формирана 1979 година. Направена е од папир под, поранешна
паркови зеленilo дава папир под на месни заедници, на куќни совети, тоа папир под зимзелени растенија, чемпреси, елки, борови, цедруси, што ти ја знам што многу работи. И ние имавме земено многу. Одека има посадено, имаше посадено околу 1000, можда и повише. Скоро на метар растојање, со тоа што откако ќе се формираат тие така, кои ќе почнат, кои ќе пораснат, рачунав да викнам инженер хортикултура, за да он да ми каже што да остане, што да се исече. Меѓутоа не излезе баш така работата, зашто пола се фатија, пола украдоа, све ова што гледате, тоа е како гоблен везање, ручна работа, све сами. Од базен копање до патеките 170-180 квадрати дужни метри има патека, по метар 180 квадрата. Колку квадратура е целата градина? 1000 и само градината или од 200 квадрата, а целото е малце поише. Патеките се околу 100 и нешто метри. Патеките 170 по метар, 170 квадрата е тоа, значи. Ако земеме по 5 сантима нека е дебелина, тоа му доаѓа негде 30 па се околу 50 кубик. Камен. Све што беше Тоа спојуван еден до друг, еден до друг, мислам не е вржан со цимента. Значи, се е полошки. Кои други растенија сте саделе, освен зимзелени? А па имаме пирокантата е зимзелено растение, све е тоа зимзелено. Имаме една липа. А липата е баш во средина на малата тераса. На мала тераса. Овде ова е големата тераса. Цветни насади имате исто доста? Има околу 40 рози, така си викаме како. 40 рози има. И други работи. Имате зимзелена ограда, буксус имате, гледам. 600 метра е оградата. 600 метра ограда живо. Плюс ова све е за формирање, там има пароканти, овие огради што се и формираме. Толку обилство на дрва, имате своја како се вика таа, сега мене не ми доаѓа. Микрошума. Да, баш микрошума, ама и микроклима, друга клима и се прашував еден момент дали можда треба да земам потврда дека може да влезам у шумово, зашто е забрането движење у шуми. И мислев едно време. Рековте колку сте ги бројали или сега колку имате, значи, дрвја во само? Па не, зимзелени. Зимзелени, да. Па ја не можам, пароканти има преку 500 може. А овие големите се околу 400 дрва. Над 1000 ги има. Секој случај со пароканти заедно со не пароканти ги вика у онаквото именикот, ова како се викаше и тоа е зимзелено. Ово што се става манџама. Розмарин. И розмаринот е зимзелен. И тој си седи. И тоа е кога рачунема, пошто прашувате зимзелено, све е зимзелено. И овие не знам сега како се вика тоа што цвето. Ова е брсленот е исто зимзелено и тоа не менја. Да, меѓутоа не е од типот на дрва како што се... У реду е, да. Така. А такви, па има 400 и тамо позади све, цело комплексно ограда. Само... Имате повеќе капчиња, пошто градината се спушта надоле, имате повеќе капчиња за седење, видов направено, на неколку места имате за седење. Така да можете да осмотрувате градината и да уживате од повеќе места која сте... Апсолутно. Така. Која сме расположени, многу не уа. Видели сте исто на животните, видов 3-4 куќиња, чувате? Паша дванинци. Па има околу 17 ореви. Уште не се народ, меѓутоа оревот е специфично дрво, тоа сака многу вода. И не е многу напреден. После третата година, мислам. Не, после 10-та година почне да раѓа. Почне да раѓа ако има оптималните услови, ако нема оптимални услови, тоа нема ни да порасне. Колку успева тревата во сенките и колку успева тревата од игнолисните растенија кои нели киселина пуштат киселина. Па вака овие, мислам, за одржувањето оваа градина многу покомплицирана него со овие листопадни дрвја. Затоа што
колку сака да има влага, периодот која му е за оспорвање на она вишако што е. Да. Колку он дава, колку се развива, толку мора да пушти па и пеше и користи за да паднат тие што паѓаат, тие иглици. Сега ја на сезона, пошто не оставам да имам доле да не се паќа, да не се таложи, зашто ако се таложи па иштраване. Негде околу 150 вреќи фрлам на сезона. 150 вреќи и иглици фрлам на сезона. Сега кај што ептен голема сенка нема трава уопште, а иначе да има услови за наводнување, травата ќе биде најнормално како сегде, што има трава, така и тука ќе има. Само нема тие услови. Ете, се гледа, дел има, дел нема и така. Иначе парцелата е наводно на сончаната страна наводно, јужната страна. Наводно, поубавата страна него атрактивна, дали не е атрактивна. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, ние се наоѓаме во Гарден центар Фоја. Наш денешен соговорник е Ѓорги, а денес ќе разговараме за цветната грмушка хортензија. Ѓорги, што ќе ни кажеш за оваа цветна грмушка? Здраво. Хортензиите се многу добро познати кај нас, бидејќи има долгогодишна традиција на одгледување и многу поодамна се користат како декоративен елемент во градините. Она што е многу карактеристично за хортензиите, од видот хортензија навистина има многу повеќе, би рекле, од 100 вариетети и култивари. Меѓутоа, најкарактеристична кај нас е макрофилата, карактеристична со тоа што цветовите во соцветието се навистина крупни. Целото соцветие или целиот цвет е во форма на топка, може да израсне со димензии од 15, 20 па до 30 сантиметри и најчесто се среќаваат во розева боја. Меѓутоа, издвоени се како посебни вариетети и со бела боја, црвена боја и вариетети на виолетови, розеви и така натаму. Во главном боите се пастелни. Да, и најчесто се среќава, значи белите и розевите најчесто се среќава. Она што значи има повеќе да кажеме на нашите гледачи за околу хортензиите, меѓутоа накратко, значи би рекле дека идеална позиција за садење на хортензијата е полусенка. Значи доколку биде на директно сонце или пак во голема сенка може да се случи, значи може да дојде до подгорување на листовите на директно сонце, значи ако биде посадена и нормално да се одрази во некако да стагнира во растот и во развојот и обратно доколку биде во сенка, значи може да даде богата листна маса, меѓутоа може да изоставнуваат цветовите.
Кога почнува со цветање? Да, наистина периодот на цветање е многу долг и тоа е некаде од јуни до септември. Нормално сето тоа зависи како се одгледува хортензијата, меѓутоа најкарактеристично значи за макрофилата и за некои други видови цветањето е значи од јуни месец па некаде би рекле до септември. Посебно е карактеристично што и покрај цветањето, значи цветот ја губи бојата, меѓутоа со својата текстура останува да биде присутен на грмушката и тоа дава дополнителен шарм и убавина на оваа грмушка. Исто да така напоменуваме повеќе интересни работи. Бојата на листот есенно време кај макрофилата, значи крупноцветната хортензија, есенно време е исто така многу интересен, значи листот менува боја жолтеникова, портокалова, значи и самата боја на листот есеноска е многу интересна од тој аспект. Понатаму во поглед на почвите, хортензијата бара влажни почви, издржува и одреден период сушен, меѓутоа секако за да биде растението во полн сјај потребно е значи да му ги пружиме потребните услови, а тоа е благо кисела до неутрална почва и нормално бара влажни почви, меѓутоа одседнати почви, значи не почви каде што постојано има влага и постојано значи плива земјата во вода. Втор момент е што е битен за хортензијата, може да биде посадена во занветрина, може да биде посадена нели во подножјето на некое повисоко дрво, меѓутоа наша препорака е да не биде тоа директно значи во кореновата зона на дрвото. Од аспект на одржувањето би рекле дека бара нормално посебно напролет значи може да се прихранува почесто, меѓутоа веќе од средината на летото кој ќе почне да цвета, па би рекле заклучно со јули, доколку интензивно ја прихрануваме, подобро е значи да се престане со тој период на интензивна прихрада, бидејќи прихранувањето значи и буен раст и развој на незините гранчиња, па така да може да се случи да нема доволно време да одрвенат до зимскиот период и може да се случи до нивно делумно или пак целосно измрзнување на некои гранчиња. Најчесто со што се прихранува? Може да се користат ѓубрива, вештачки ѓубрива, органски ѓубрива. Сето тоа зависи од поизбор значи на одгледувачот, на градинерот. Она што е многу битно, значи бараат ровки и влажни почви. Успева значи до некаде и во глиновити почви, меѓутоа не поднесува значи слабо вире во почви со висок процент на песок или почви кои што имаат многу крупен чакал во нив. Исто така може да се оддржува и многу успешно се одгледува и во саксија, во контейнер. Нормално во тој случај препорачуваме нејзино пресадување на 2 до 3 години. Кога сме кај висината, која висина, која големина, кои размери ги достигнува ова растение? Така, интересно прашање. Значи, она што е би рекле стандардната, обичната хортензија се среќава со височини од 1,5 метар, па во некои екстремни случаи до 2 метра е многу ретко за овој тип на хортензија, меѓутоа некои вариетети од хортензијата, како што е случајот со Анабела, може и да ми ја прикажеме. Значи, тоа е овој тип на хортензија, Hydrangea arborescens Анабела. Значи има поситни, да, поситни цветови има во соцветието, значи во целиот цвет. И ќе направиме една споредба за гледачите или за оние љубители на хортензии.
Она што е посебно карактеристично е тоа што макрофилата или обичната крупноцветната хортензија цвета на цветовите ги формира на 2 годишни гранчиња, што значи дека ова е едногодишно гранче, сега формирано, значи горе на врвната папка се формира цветната пупка. Значи доколку ги кратиме, не смееме да ги кратиме едногодишните гранчиња, бидејќи следната година овие гранки ќе има цветови, да. За разлика од анабелата, која што цветовите ги формира на едногодишни гранчиња, кај неја дури препорачливо, значи на пролет или на есен, може рана пролет, најдобар период, значи да се скрои целата грмушка, да се проредат некои стари суви гранчиња, бидејќи таа цветовите ги формира на едногодишните гранчиња. Колку време се одгледува ова растение во Македонија? Рече дека е многу популарно. Па добро, не водиме ние некои статистики за да може да кажеме со прецизност, меѓутоа би рекле дека од аспект на тоа, бидејќи многу стари градски куќи се среќава ова растение во дворовите, така да присутно е, присутно е, значи на некој начин бележи некој тренд, нели, кога повеќе, кога помалку, меѓутоа многу често се користи при хортикултурно редување. Што го напаѓа? На што треба да се внимава? Што го напаѓа? Кои паразити? Човекот. Во принцип хортензијата е многу отпорна. Значи може да се случат некои кога ги развива младите ливчиња, да има некој напад од листни вошки кои што со еднократно третирање, значи многу лесно може да бидат уништени. Она што треба да се внимава е тоа доколку почвите на кои што се одгледува хортензијата се премногу сиромашни, може да дојде може да го фати камерата, може да дојде до јавување на хлороза или жултење на листот, што директно зборува дека во почвата има недостаток на микроелементи. Значи, она што е најбитно за она што заборавивме да го кажеме во поглед на ѓубрењето, доколку се користат ѓубрива за приѓубрење на хортензијата, добро е тоа да бидат ѓубрива кои што во себе содржат микроелементи од типот на магнезиум, железо, бор, цинк и така натаму. Бидејќи ова многу декоративно растение, кога рече преска дека го напаѓа човекот, тоа значи дека е растение кое се крои и потоа се става во вазна, како декорација. Да, значи цветот е подеднакво декоративен како би рекле трендафилите, како некои други нарежено цвеќе. Нормално го има овој период, значи кај нас природно, значи цвета во летниот период и од тој аспект, значи може да се користи и често се користи, премногу атрактивно и долго трае цветот, значи и во вазна како режено цвеќе. Благодарам, Ѓорги. Да, беше драго. Конечно Гламур, новоотворен ресторан специализиран само за свадби. Капацитетот 340 гости. Уствари, ресторанот толку е добар, што човек да посака да се ожени повтор пат со истиот избор. Да се разбереме, ресторан Гламур, на улица Првомајска, спроти цементарница Усија. Ресторан Гламур, свадбен ресторан.
Хорти дизајн изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D, одгледува украсни билки, хортикултурно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини, поставува системи за наводнување, мануелни и автоматски, уредува и одржува канцелариски простории. Расадникот се наоѓа на патот кон селото Бардовци. Банеста, генерален застапник на Палаплас Грција, со најголем избор на делови за системи за наводнување капка по капка од програмите на реномираните брендови Рейнбирд, Хунтер, Галкон и други. Телефон 070 230 987. Алојс фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Собственици на убавите градини, пред да ја видите најавата за учество за избор на најубава градина, што да ви кажам, пријавете се за учество на најубава градина во серијалот Гарден клуб на Телма телевизија. Емисијата Гарден клуб Градини објавува надпревар најубава градина 2012. Сите заинтересирани собственици на градини можат да се пријавуваат на телефоните 070 679 070 и 072 303 576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната во месец октомври ќе бидат одбрани трите најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следат и богати награди. Пријавете се за најубава градина 2012. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Се надевам дека ги задоволивме вашите афинитети кон убавите градини. Се гледаме следната сабота во исто време.